следите утринската програма на Телма. Добро утро. Утрово да си кажеме за македонски железници, односно дали новиот закон што овозможува либерализација на товарниот железнички сообраќај ќе ги спаси од пропаст македонски железници. Гости на оваа тема е Никола Димитровски, поранешен директор на македонски железници. Господин Димитровски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам за поканата. Што ќе значи оваа голема новина што во Македонија првпат се случува, се применува нов закон од 1 јануари што ќе овозможи либерализација за почеток само на товарниот сообраќај. Ќе може да се јават приватни оператори, не само македонски железници транспорт, нови фирми. Меѓутоа едно накусо што е тука најголемата новина освен таа конкуренција во бизнисот. Либерализацијата на железничкиот сообраќај започна негде 90-тите години во Европа. Причината беше многу јасна, затоа што превозот железнички беше лимитиран во рамките на секоја држава. Тоа беше пречка за развој на железничкиот сообраќај, се тргнаа границите и практично секој оператор можеше да вози во секоја друга држава, докаде што од точка А до точка Б, независно од границите на државите, и тоа практично е либерализација, да може да се појават повеќе транспортери на една иста територија. Македонија меѓу последните, ако не и последна во Европа, која што го либерализира својот пазар. Инаку првиот закон за либерализација на железничкиот сообраќај во собранието беше негде 2008 година донесен. Тогаш имаше една многу силна агенда за што побрзо да се усвојат европските стандарди и регулативи во многу области, па и во железниците, и тогаш е донесен закон за либерализација. Но по неуспешните чекори наши во однос на НАТО, после тоа Европска Унија, тој закон се стави вон сила и еве сега повторно се обновува од 1 јануари. Тоа значи дека на територија на Македонија ќе може да вози секоја транспортна компанија која што ќе исполни одредени услови. И од технички, од финансиски аспект, организационен, што е предвидено со закон. Последните информации говорат дека неколку компании веќе пројавиле интерес и сега треба да се подготви таа документација, да се подготват финансиските и други обврски. Ајде малку генерално и општо. Рековте, либерализацијата во железничкиот сообраќај почнува во 90-тите години во Европа, меѓутоа тоа е лесно да функционира Франција и Германија, каде што нема граници, или Холандија, Белгија, или Данска, Шведска, Скандинавија. Како тоа ќе функционира и како функционира на Балканот со оглед на тоа што велите дека Македонија е меѓу последните? Функционира ли сега во другите земји од Западен Балкан или како тоа функционира во Бугарија и Романија, ако се има предвид дека двете земји се членки на Европската унија? И меѓу Србија и Бугарија, иако едната и другата не е членка, функционира перфектно. Затоа што веќе при либерализација на сообраќајот железнички нема никаква пречка. Значи, дали сте или не сте член на Европска унија во однос на овој дел либерализација. Значи, од било каде од Европа, ни Србија, ни Бугарија, до Грција, функционира безпрекорно. Тогаш се наметнува прашањето што чекавме ние толку години? Имајќи ја предвид онаа тажна и бавна смрт на македонски железници, односно тажната приказна на ова јавно предпријатие кое со години е загубар таков каков што е и со години не работи како што треба да работи. Бавно тоне или бавно умира на рати, меѓутоа тргнато тоа на страна, зошто чекавме со либерализацијата толку години? Зошто тоа не го направивте вие во вашиот мандат? Да, затоа што тогаш македонски железници имаше 4000 вработени вкупно, сега има 1500 отприлика, двете компании Транспорт и Инфра. И за тие 4000 вработени имаше одредени студии работени преку Светска банка, кај што за оние вработени кои што нема да бидат во новите услови ангажирани, имаше соодветна програма за нивна социјална заштита. Тоа е сепак голема бројка од 4000 да се намали на одреден број со либерализацијата и мораше тоа да биде со соодветни студии, програми и финансиски поддржани од Европска унија, но бидејќи нашиот пат се прекина и немаше повеќе од Европската унија заинтересираност, македонски железници и владата веројатно немаа сила тоа и економски, финански да го спроведат и застана целиот тој проект. Тогаш сега се обновува. Сега има вишок вработени за да профункционира таа либерализација или не? Вака, во македонски железници се уште се примаат вработени. Критериумите се друга приказна, практично и од овие 800 вработени, вие немате луѓе кои ја одржуваат пругата. Значи, оперативни работници со соодветна техника веќе скоро да не постојат.
и во услови кога ќе случи нешто, тоа е жива мака да било што се интервенира на пругите. Ова е нешто што не се случило во историјата. Ако добро ве разбрав, на прашањето зошто либерализацијата не се случила порано, рековте причина бил големиот број на вработени. Еден од моментите е тоа, да. И тогаш ние ќе бевме, да речам, ни Хрватска тогаш не беше, ни од околните Бугари апсолутно не беше близко до либерализација на пазарот. Ние навистина тогаш бевме, да речем, еден вид, не е многу популарно се каже лидер, меѓутоа бевме доста напред во сите овие законски акти кои што беа во функција на либерализација. Се прекина затоа што практично без подршка од Европската Унија не беше можно еден огромен сектор. Тоа не станува збор за мали пари. Железница да се трансформира треба покрај оние документи што се студии, програми за тоа како понатаму ќе се одвива целиот тој процес, треба и финанска подршка. И сега овој акт на либерализација под знак прашање доведува дали ние ќе може да одговориме на условите на либерализација. Затоа што тоа има последични состојби. Например, со објава на пруга, односно условите за закуп на простор или траса за воз, вие добивате средства за тоа такса, практично како на автопут што се плаќа, така се плаќа и на железничките пруги. Но имате и обврски. Доколку не ги исполните обврските од договорот, ако вас ви е пругата затворена или возите со 20-30 км на сат, а сте декларирале дека ќе возите со 60, 70, 80, тоа некој треба го плати. И прашање дали оваа бомбона бизнис од 1,4 или 6 милиони евра приход за инфраструктура ќе биде помала од штетите што ќе ги плаќаат ако ги прифатат условите кои што ќе ги понудат, а не може да ги исполни инфраструктура. Ајде со ред уште малку. Предпријатието е поделено на Македонски железници инфраструктура и Македонски железници транспорт. Кој добива, а кој губи овде? Добива Македонски железници инфраструктура, бидејќи ќе наплатува од другите оператори, а условно кажано Македонски железници транспорт губи затоа што ќе му влезе, ќе земе дел од колачот од стоките кои тие сега ги транспортираат некој друг приватен оператор, односно некоја друга, можеби странска најверојатно компанија. Спомнавте и вие сами, во Македонија можеби до сега не беше проблем толку локомотивите, вагоните, цистерните за превоз на стоки, колку што беше состојбата на пругата, поради која што во изминатата година, односно од година во година се намалува брзината на движење на македонските пруги. Рековте постојат услови кога се договара либерализацијата. Зошто приватните оператори би биле заинтересирани воопшто да ја користат оваа траса, иако е најкуса од Солунското пристаниште до Централна Европа, со оглед на состојбата во која се наоѓа македонската пруга? Поголем дел од трасата е невозможно да се вози со поголема брзина од 30 км на час. Според моите сознанија, еве вие поправете ме ако грешам. Точно, да. На дел овие 30 летно време на целата пруга е лимитирана брзината. Независно состојбата, да речеме, на конкретно на условите кои што може да бидат дадени. Може да се вози 80 на сат, но при големи температури, заради слаба состојба на пругата, небезбедна за таа брзина, таа се намалува на 50 км на сат. И вие имате, а немате инфраструктура. Прашање е колку ќе биде атрактивна нашата траса со овие брзини за транспортерите. Дали тие во овие услови повторно ќе се одлучат да возат кон Грција преку Бугарија. Значи, сериозни дилеми се поставуваат пред македонски железници. Коридорот 10, да речем од север, од Австрија до Грција, до Солун, да речеме, со години беше основа на економскиот раст и развој на македонски железници. Ние сега имаме коридор 10, а го нема. Практично не функционира. Вие со 20-30 км на сат, кој транспортер ќе дојде? Локомотивата да му вози него со 20 км на час, колку време ќе ја ангажира, а во тоа време може да направи други 3 или 4 превози со брзина од 80-100 км на сат. Значи, многу треба да се размисли што ќе понудиме како инфраструктура и со кои обврски и што ќе добиеме. Зошто дозволивме пругата да дојде во таква состојба да не може да се вози со поголеми брзини од 30 км на час?
Значи, има периоди во функционирањето македонски железници. Имаше период 2006, 2007, 2008 до 2010 година, кај што железници апсолутно своите сите обврски финанси ги подмируваше од својот превоз, од својата работа. После тоа голем дел има кадровската политика, за жал, може би е веќе познато, затоа што прво вработување ви имате на човек кој што му е директор на македонски железници и инфраструктура. Може да замислите. Што тој ќе менаџира? Кој прогрес ќе има? Која состојба ќе биде пругата? Која организациона способност? Какви се тие финански резултати ако вас ви прво вработување, директор на инфраструктура, државата ви дава еден од најкапиталните проекти кој што е во функција на економијата, на стопанството, и вие се однесувате така неодговорно. Големи прашања се, да речем, на сцена во македонски железници. Доколку немате прво стратегија не за развој на железници, тоа е погрешен збор. Стратегија за обнова на македонски железници. Ние треба прво да ја подигнеме на степен на која што била, па после да размислуваме за развој. Ми се допадна еден надпис на една колешка во еден од неделниците со локомотиви од Титово и од Грујово време. Железницата тоне од година во година. Вие ја предводевте железницата на почетокот во раните 2000-ти години, ако добро се сеќавам. Таму бев за инфраструктура помошник директор, не бев. Колку патници имаше во ваше време? Па бројката беше над милион. Над милион, може и повеќе, да. Во 2022 отприлика бројката е недостигнува ни 300.000 патници годишно. Значи драматично намалување на бројот на патници. Кога станува зброј чисто како лична карта на претпријатието, бројот на патници е од милион годишно во 2000-тите, во 2000 и некоја. Так. Во 2023 паѓа на помалку од 300.000 годишно. Значи со воз патува оној што нема избор, веројатно. Апсолутно е така. Бројот на вработени исто така се намалува, меѓутоа бројот на долгови, висината на долговите расте. Ако немате приход, над 70 милиони евра се врти некаква бројка на долгови, од кои должи кон државни предпријатија во Македонија голем дел, има и кон приватни компании во Македонија, меѓутоа има и кон странски железници. Точно. Како се генерирани тие долгови кон бугарски и кон хрватски железници? Тие се генерирани можеби од претходен подолг период, во време кога се користени возни средства, вагони на странски железници, за кои што имаме обврска да им платиме нормално за нивно користење, не сме ги сервисирале тие финански обврски и тие сега со време се акумулираат. Тоа е од преходни периоди, да речеме, можда од 2000-та, можда тие затоа што еден исто така поранешен директор, еден предходниците, не ваши, туку наследници ваши, меѓутоа поранешните директори велеше дека не сите долгови се таму реални, дека некои се превземени, наталожени или само книговодствени. Тие се тие кои што се со подолг, да речам, рок на трајање и кои што делумно едно време се сервисира, после тоа сега во моментот не знам кој е статусот на тие долгови, бидејќи дел од нив се регулирани преку меѓународни протоколи за сервисирање на ваков вид долгови, бидејќи не е само македонски железници со такви долгови. Сите меѓу себе имаат соодветни побарувања, долгувања и тоа на ниво на Европска унија на Европска железничка асоциација се на некој начин балансира и тоа е една пракса која што се уште трае, но нашите се само од поодминати времења. Меѓутоа во Македонија се едни од најголемите загубари, односно должници. Апсолутно. А генерално и во Европа не стоиме добро, за разлика од каде што велите има и други железници кои должат, меѓутоа железничкиот сообраќај е добар бизнис генерално во Европа. Доволно е човек да појде до Германија или до било која европска земја да види дека едно од главните превозни средства таму е возот и за поблиски и за подалечни релации. Буквално луѓето не се симнуваат од воз, туку само се преместуваат од еден во друг и патуваат во сите правци. Во Македонија тоа е мисловна именка, еве сега за жал го губиме и транспортот на стоки како можност за бизнис. Може ли една паралела да направите
како функционира железничкиот сообраќај како бизнис во некоја европска земја, еве не мора подалеку да одиме. Може и Хрватска, Бугарија, чисто за споредба. Да. Споредбата е дека железницата во Европа е многу добар бизнис за државата. Значи, за државата е страшно позитивно вие да имате развиена железница. И во функција на економијата, на стопанството, и во функција на граѓаните, затоа што со користење на масовниот превоз, практично подето од екологија до економија во транспортот, безбедноста, сообраќајните, апсолутно број еден во однос на безбедност, на квалитет и во последно време и на брзина на услуга, железницата е неспоредлива. Македонија, за жало, тоа што го имаше, сега нема. И нема најава, нема никаков сигнал, знак дека нешто се мрда во таа насока. Јас бев фрапиран од сознание дека Македонски железници инфраструктура ќе гради деловна зграда за Македонски железници инфраструктура. Пруга немаме, сега ќе тераме бизнис со локацијата која што има Македонски железници инфраструктура. Во центарот на градот. Во центарот на градот ќе најде соодветен инвеститор, ќе добие процент и сега. Оној капацитет Македонски железници инфраструктура, кој што го нема во однос на кадар, во однос на капацитет, наместо да го концентрира кон мостот кој што се уште не е пуштен во сообраќај, коридор 10 го нема за Црна река, во предсливот во Вардар. И сега вие немате инженери кои што тамо ќе бидат ангажирани, немате луѓе и капацитети за одржување на пругата која што утре ќе ја дадеме под да речем во либерализација на други превозни транспортни компании железнички. Вие ќе трошите капацитети дали тој инвеститорот сега кој закон, кој дуб, тамо ќе трошите ресурси, наместо не само тоа, него едноставно тамо ќе ви биде концентрацијата, бидејќи сте се откажале од инфраструктурата практично. Вие немате капацитет да ја одржувате оваа многу слаба инфраструктура. Тоа е, видите, нема држава која што е добра, а има лоша железница. И обратно. Нема добра железница кај што има лоша држава. Тоа е најдиректно поврзано. Значи, сликата на железница е слика за државата. Апсолутно. Еве, гледајте го развојот, односно падот на железници, гледајте го состојбата во нашето општество, целосно да речем, комплетно, во кој сакате сектор. Не споменам друг, само железници. Ако вие можете да дозволите да градите, да речеме, да не одржувате инфраструктура, а одите во либерализација, што правите? И што ќе понудите? Па кој оператор ќе дојде кога мостот на Црна река се уште не е саниран и тука има пречка при ќе го реше тоа прашање на време. Добро, мислам дека и скоро ќе биде готов мостот. Тоа ќе се реши, не е голем проблем. Но целата пруга е во таква состојба, вие одите со 30 до 50 км на час. И сега ако имате од граница до граница, да речем 200 и нешто километри, вие треба да одите 5, 6, 7 сата за да ја поминете за тоа време. Кој ќе ангажира на еден воз локомотива која што практично треба да вози. Треба обрт да прави. Во истиот тој број на часова не може да помине многу повеќе километри, а се плаќа по километар. Времето е ангажирање на персонал. Времето е пари. Тоа кошта. Апсолутно, овдека е најдиректно поврзано. А ние со времето се играме. Сме неодговорни, одиме све надоле, сакаме пари да правиме. Кај нас тоа обратно пропорционално, кај нас времето не е пари. Добро, кога ве прашав зошто дозволивме во ваква состојба да се најде железница, прво што посочивте, рековте кадровска. Причината е кадровска? Едно од главните причини е некомпетентност на кадрите кои беа вработувани. Вие последно беше, не знам, имал еден од водечките раководители кој што имал завршено факултет за физичка култура. Но што да правиме кога интерес за студирање на сообраќајни струки нема, сообраќајни инженери не продуцираме? Факултет имаме, ако не се лажам, единствено во Битола за таа струка и таму се условите за студирање такви какви што се. Каде да најдеме соодветен кадар за овој бизнис? Јас бев поразен од сознанието
дека на факултетот за железнички сообраќај во Софија има 3 македонци студенти. И сега тоа значи дека и на студии ги праќаме надвор. Не само на работа што си одат. Ајде, друго За која академска година зборувате? Ова сега. Значи, не знам, мислам дека во Битола факултетот за железнички сообраќај не функционира сега. Извесен период. Претходно доаѓаа професори од Белград. Мислам дека и тоа не постои веќе. Не сум најсигурен, но такви ми се информации. Вие каде го учевте занаедот? Не, на градежен факултет. Јас таму немаше, да речам, но ова е од областа на инфраструктурата. На пругите, мостовите, тунелите. А сообраќајниот дел и тогаш беше во Белград. Сообраќајот, да. Значи и тогаш ги праќавме во странство. Во странство Југославија, да. Тогаш беше странство Белград, сега е странство Софија. Така. И добро, кога би можеле, кога би ве послушале и кога би рековте потребна е стратегија не за развој, туку за стабилизација, односно за враќање во некоја претходна состојба на македонски железници, кој би бил првиот чекор што треба да се направи? Првиот чекор да се дефинираат приоритетите. Значи, мислам дека во македонски железници нема црно на бело документ кај што стои прво тоа, второ тоа, трето тоа. Ако сега е прво изградба на деловни простори за македонски железници инфраструктура, може да мислите кој мисли на либерализација. Ако тоа се поразбира дека ќе дојдат странски фирми, па ќе дојдат кај нас милиони да истурат затоа што ќе користат железничка инфраструктура, тие утре дента ќе ви испорачаат сметка за неисполнување на вашите услови од обврските во договорот за возење по нашите пруги. Еве, велите нема приоритети, има бизнис план за 2024 за тековнава година, во него се предвидени патнички линии на 4 релации. Значи, ќе се патува на 4 дестинации: Велес-Табановце, Табановце-Велес, Скопје-Гевгелија, Гевгелија-Скопје, Битола-Скопје и Скопје-Битола, со тоа што не знам дали е задржан тоа еднаш дневно, она што го направија во ноември минатата година, и Велес-Скопје, Скопје-Велес. Меѓународниот патнички воз Белград-Скопје-Солун и натаму останува мисловна именка, исто така и за некои други времења останува враќање на возот за Кочани и Кичево. Ете, бизнис план, 4 релации за патнички сообраќај. Да. Рековте и вие 1,4 милиони евра приход од либерализација на пазарот, значи од странските оператори кои ќе се вклучат во превозот на стоки. Накусот тоа е вака сликата, бизнис планот. Така, но која ќе биде цената за одржување на пругата за да може да се заработат тие 1,4 милиони евра? Има предвидена е сума од 310 милиони денари да се за обнова на пругите и за потребни ремонти. 310 милиони денари. Да. Дали е доволно таа сума за зависи кое ниво сакате да постигнете на превоз. И да речем поголем проблем е сега што македонски железници инфраструктура, своите, да речем, подружници, така беа дефинирани. Имаше тамо завод за одржување на пруги, имаше ремонт на пруги, значи има капацитет и механизација, опремени делови од инфраструктура кои што сами одржуваа пругата. Прашање е сега дали имате вие и кадар и опрема за да ја одржувате. Ако почнете од надвор да ангажирате компании, тогаш ќе реализирате во квантитет, да речам, или во обем на работа 30%, а ќе платите 100%. Ако ангажирате странска компанија, вие немате свој. А имате 800 вработени во инфраструктура, од кои што оперативни не знам колку се. Ние зашто зборуваме? Рековте дека имате сознание дека се вработуваат и нови луѓе? Сега што има, одат конкурси, тоа си тече. Се вработуваат повторно партиски заслужни кадри? Тоа не знам детали, не знам. Но бидејќи велите нема соодветен кадар за одржување на пруги? Апсолутно, тоа не постои. Тие што беа, да речеме, замина во пензија, 10 години не се обновуваат тие работни единици кои што одржуваат пруга. Бидејќи сме дел од тоа здружение на европски железници, како што рековте, прават контроли меѓународни, се прават контроли на состојбата на железницата во каква состојба, во каква функција е, дали е генерално во однос на безбедноста пред се.
Има такви нешта се случуваат еднаш годишно барем? Кај нас безбедноста се решава со намалување на брзината. Вие кога возите со 30 км на сат, зашто станува збор безбедност? Друго е кога возите со 80-100 км на сат. А ние сме обврзани и даваме годишно извештај за состојба на пругата, подетално, како и регулаторната агенција на Македонски железници исто така. Они прават и годишни интервјуа за впечаток на граѓаните кои што водат со воз во однос на услугите што ги добиваат, и тоа резултати се поразителни. Оценката е негдека 2 и нешто сега, од можни 5, а на времето се движиш и до 4. Значи, вака тажна е приказката за Македонски железници. Таа треба прво да се обнови, а после да се развива. Да, и во таа смисла токму сакав да кажам дека можеби многу нереално личи она пруга од иднината, никогаш незавршена приказ на пругата кон Бугарија, недоизградена, почната од како паметам јас за себе во новинарството, се зборува за таа пруга кон Бугарија. Не знам ни дали ќе доживееме како генерација можноста да патуваме со воз од Скопје до Софија. Меѓутоа, генерално во услови во кои е таква каква што е пругата, по големиот дел и по сите траси низ Македонија, ние градиме нова пруга кон Бугарија, не можеме да изградиме. И, како што реков, токму, кога ќе помисли човек дека тоа е небулоза, некаков вид или абсурд, вие велите, еве, не, сега Македонски железници ќе се занимава и со градежништво, ќе гради на просторот кај што се сега бараките, деломна зграда, за да земе процент или дел од канцелариите таму. Да, важно е канцелариите има. Зошто и како би ја дефинирале таа приказна со пругата кон Бугарија? Зошто не успеавме 3 децении да ја изградиме и дали е потребна таа или прво треба да се санираат овие постоечките кои ги имаме дома? Да, ова е клучно, значи прашање. Приоритетите. Преска спомнав само некако збор тука како генерално стратегија и политика на Македонија. Ние имаме пруга кон Грција. И во Битол ја изградивме до граница. Грција ја изгради до граница. Ние имаме мермерен комбинат во Прилеп, кај што собственик е мислам Грк. Дали некој спомнал дека ова наша, да речеме, министерства, надлежни, влада, прави чекори за тоа да профункционира? Имаме. Битола, границата со Грција е во одлична состојба, нова изградена. Ние сега ќе правиме со Бугарија, па ќе изградиме, па после колку време ќе ни треба да профункционира. Значи, и тие капацитети што ги имаме, не ги ставаме во функција. Спомнавте за пругата кон Бугарија. Таму еве сега од Куманово до Белјаковци негде колку 20 и нешто километри. Таа требаше започна да се гради со новиот циклус 2014 година, требаше да биде завршена негде кај до 2018-19. Сега новиот трок е 2027. Уште 3 години имаат и ќе биде готово. Меѓутоа, за таа пруга беа предвидени 40 милиони евра, 20 милиони евра се платени за извршените работи, после уште 6, а преку суд, затоа што е прекинат договорот со изведувачот, сме платиле штета од 10 милиони евра. И прекината е работата. Значи, наместо да ги изградиме за тие 40 милиони евра, ние сме платиле некоја сума за изграден дел, 10 милиони евра сме платиле за казна по судска одлука и уште 6 милиона за некои други додатни работи. Значи, ние практично сме ги дале парите како да е завршена. Бидејќи не е завршена, нов тендер, нов изведувач, сега тој е тендер и е на износ од нови 40 милиони евра. Значи, наместо за 40 да изградиме, сега ќе изградиме за 80. Тоа е практично приказката за Македонски железници и пругата кон Бугарија. Барем за првиот дел Куманово Белјаковци. Наместо со 40, со таква, да речем, екипа, која што била надлежна за реализација на пругата кон Бугарија, ние стигнавме да платиме сега 2 пати повеќе и кога ќе биде тоа, ќе видиме. Господин Димитровски, од се што ве слушам и од она поента ваша дека сликата на државата можеме да ја видиме во Македонски железници, можам да ве испровоцирам на некој начин со прашање дека можеби не треба да се лутиме на
директорите кои биле несоодветни таму и кои раководеле со предпријатието, туку генерално на државата, бидејќи немаме стратегија како држава. Што може таму директорот да смени ако нема поддршка од државата, ако државата нема визија што сака да направи со железничкиот сообраќај и со железничкиот бизнис во земјата? Па еве, државата имала визија да заврши пругата до Белјаковци. И средства биле обезбедени. И што се случува? Никој не е амнестиран, но државата создала одредени услови. Одредени услови во одреден момент. Дали и таа учествувала во овој дел, вториот, кај што 40 станале 80 милиони, тоа е нешто што би требало да се... Но имаше случај кога ние добивме грант од Европската унија за железници, па го повлекува затоа што не го реализиравме, односно почнаме несоодветно. Има ли работа за истражните органи во македонски железници? Повеќе од колку што има. Како? Повеќе од колку да има. Таму навистина е нешто што е на едно, би рекол јас, ниво кое што подолг период функционираше на начин кој што беше проблематичен. Подолг период, поголеми средства се во прашање. Таму, еве, моje сознание и некои податоци се тоа. Не е ова што спомнав за проектот Куманово Белјаковци. Тоа се официјални званични документи, тука нема шпекулација, платени се 20 милиони плюс уште 6 за некои додатни работи, 10 милиони евра е платена по судска одлука на изведувачот кој што не ги завршил работите, а добил 10 милиони евра одштета. Нов тендер, нови 4. Таа приказка се повторува за било кој проект кој што се работел во македонски железници. И тажно, мене ми е на некој начин голема желба да посветено се пристапи кон било кој сегмент во македонски железници. Ова случајот со Чебрен да не го злоупотребуваме премногу, меѓутоа сега се на потек тие што рекоа дека сами може да го градиме Чебрен. А прашањето друго е, дали Македонија во услови кога превземе обврска со Бехтеленка 1.300 милиони евра, тоа ќе стигне не знам доколку. Сега обврска да сакаме сами да го градиме Чебрен. Сега превземаме обврска 300 и нешто милиони е само последната делница од Крива Паланка до граница со Бугарија. Втората делница исто се гради и таа е со некои стотици милиони евра. Значи, Македонија во изминативе години превзема такви и толку обврски, кои што да е на ниво на многу организирана држава, која што ќе има бенефит од овие инвестиции, па прашање дали ќе може да ги сервисира сите овие долгови. Јас не знам, убаво личи коридор 8 и коридор 10. Кој бенефит ќе го имаме ние од коридорот 8 и коридорот 10D? И кога? А сега ќе ги даеме парите во следните 4 години. Така беше речено дека ќе заврши тоа автопат. Рековте има и повеќе од тоа, меѓутоа ги избиравте зборовите. Ќе ве прашам уште еднаш директно. Мириса на тешки криминали и злоупотреби во изминатите години во функционирањето на македонски железници? Мириса. Мириса. Секој надлежен и не само сега. До сега повеќе пати е сигнализирано. Меѓутоа, еве и сега јавно, значи, коментираме за одредени состојби. Не може таква неодговорност и таква неконтрола во трошењето на државните средства. Ние во моментот тим кој што треба да работи на изградба на оваа инфраструктура, прашање е како сето тоа го покрива со кои капацитети. Господин Димитровски, можете да ја визуализирате иднината на македонски железници или каде би било или каква би била сликата на македонските пруги и возови по нив во некоја перспектива од 5 до 10 години? Дали ќе се врати бројот на патници до милион? Дали ќе се обноват меѓународните линии? Дали ќе можеме да патуваме со воз од Скопје до Солун или до Белград, например? Дали ќе се обнови пругата кон Кичево и кон Кочани? За Македонија број 1 е коридор 10. Значи, да профункционира кон Солун, кон Солунското пристаниште. Тоа може да се направи за заинтересираност. Има кинеска оваа компанија што е за контејнерски превоз Коско.
Тај се уште вози, но вози минимално, нешто што е изнудено или не знам по кои критериуми може се уште ги испитува условите кои што Македонија ги има, потенцијали, капацитети, логистиката која што може да функционира на тој коридор 10. По мене би било многу корисно доколку се направи некој стратегиски договор на Македонија, можда со некоја екстремно голема компанија или дури и држава, да во заедничка, да речам, на еден заеднички проект со бенефит и на двете страни, без разлика кој од другата страна, затоа што станува збор за големи средства. Овака како што е само ние со мало подобрување овде онде или со 3 милиони евра не може да се направи инфраструктура, да се подобри инфраструктурата во македонски. Значи ќе продолжи тонењето и тивката смрт, тивката пропаст или се одржи на некое, да речем, прифатливо ниво, да барем одреден дел од трошоци покрие македонски железници, но ќе треба и да се вложува во истите. Значи, ќе треба да се вложи да се добие бенефит за на некој начин се одржува жив коридорот 10. А за него интерес, ако тој е добар, повеќе од колку што постои. Цела Средна Европа, директен излез на Средоземно море, дури до Атина има преку Солонското и Атенското пристање. Таму имат милиони контейнери на годишно ниво, повеќе милиони контейнери, мора да стигнат негде до Средна Европа. Заборавивте уште една обврска која преземавме, изградба на експрес пруга од Скопје до Ниш, нели? Согласно развојот на српските железници и амбициозните планови таму за експресните возови од Белград до Будимпешта. Протоколи има многу подпишувани, но како идеја во склоп на било што, како поголем проект, доколку се покрене, видите, Србија го направи тоа, да речеме, во еден релативно краток период, ако земете 8 до 10 години за таква инфраструктура, за тоа ниво од 200 км на час до Будимпешта, тоа е сериозен проект. Но ништо помалку не е предизвикот да тој се продолжи до Грција. Но за тоа треба да има, да речам, соинвеститори, како што можда ги имаше Србија за пругата. И странски заинтересирани финански институции кои што влегува во тој проект. Доколку ова се сериозно се постави наша политика економска, па и надворешна политика, стопанска надворешна политика, не политичка политика. Доколку се обрати со еден сериозен документ, макар изработен со некоја меѓународна институција, која што ќе застане за таа студија, на подолг рок, нека и на среден рок, може и во фази да се гради. Но вака во овие услови како што е Македонија, да се форсираат, го спомнав, оволку стотици милиони евра за пруга кон Бугарија, мислам дека во овој момент некој треба да пресече, иако сите кредити се земени, тргнато е натака, се оди така како што се оди. Мислам дека нема пилот во нашиот авион. Мое вака чувство е дека навистина не сме како држава со толку мал капацитет интелектуален, па и друг, за да дозволиме во ваква ситуација да дојдеме и сега да се уште сите опции ни се отворени, а ние да не знаеме што ни е приоритет. Ете, може би интелектуалците ќе престанат да молчат и ќе ги земат работите во своите раце. Па ќе станеме сериозна држава како што велите и ќе дочекаме еден ден од Скопје до Будимпешта да патуваме со брз воз за неколку часа. И до Солун да одиме, зашто да не? До Солун веќе не зборам. Отидов. Зборувам за подалеку во Европа. Така. Господин Димитровски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Ви благодарам, би сакал да е многу попозитивно ова наше утринско. Такво е какво што е реално. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.